Како се прави временската прогноза и зошто понекогаш е погрешна? Податоците за временските услови и атмосферата се собираат и чуваат во моćни суперкомпјутери. Се мера температурата на воздухот, притисокот, влажноста и брзината на ветерот. Овие податоци се собираат на глобално ниво и се користат за да се утврди временската прогноза. Британија инвестираше 1,4 милиарди евра во суперкомпјутер за оваа намена. Сепак, отежнувачка околност всушност е брзината со која суперкомпјутерите успеваат да ги обработуваат атмосферските податоци. Затоа метеоролозите прават дополнителни мерења за да предвидат какви било промени да ја надополнат прогнозата. Тогаш, зошто прогнозите се често погрешни и покрај деталите и обемните податоци? Нашата атмосфера е толку чувствителна што дури најмалите промени во океаните на светот, например, можат да влијаат на временските услови на копно. Атмосферата е широк и комплексен систем, така што е невозможно целосно да се следи, што значи дека неуспесите во метеоролошките текстови се неизбежни. Например, неделната временска прогноза секогаш се менува, но добра вест е дека како што напредува технологијата, системот за следење на времето ќе биде се повеќе точен. Така, британската метеоролошка канцеларија наведува дека 4-дневната прогноза е точна денес, како што била пред 30 години точна прогнозата за само еден ден. Прецизното предвидување на локацијата и натаму е проблем. Дождот е особено непредвидлив. Често пати мислиме дека временската прогноза е погрешна затоа што сме очекувале обилни врнежи и не се случиле. Всушност се случиле, но само на неколку километри од нас. Исто така, разни метеоролошки организации во светот користат своји компјутерски програми, што возможува да се добијат неколку предвидувања кои не се исти за една област. Постојат се поголем број апликации за наблюдување на временските услови кои често користат различни пристапи за прогнозирање. Доколку има 30% веројатност за дожд, една апликација ќе го означи времето со символ на чадор, а друга со символ на облак, затоа што се уште постои веројатност од 70% дека ќе биде суво. И заради овие разлики постојат одстапувања во временските прогнози. Секако со развојот на пософистицирана технологија, самата временска прогноза ќе стане попрецизна, подостапна и ќе се однесува на специфични области.